Не може да зборувате за вработување на бегалците, ако претходно не сте ги прашале работодавачите дали ќе им понудат работа на овие лица. Реагираше првиот човек на Сојузот на синдикати на денешната јавна расправа за стратегијата и националниот план за интеграција на мигрантите и бегалците во земјава. Митревски подсетува дека Македонија има 218.000 невработени лица и дека првин треба да си ги вработиме нашите граѓани, а потоа да им помогнеме и на мигрантите. Во голем дел од документите од акциските планови кои се во овој документ се предвидуваат вработувања, а не може вие да зборувате за вработување, идни вработувања, а претходно да не зборувате со работодавачите. Претходно да не се консултирате со работодавачите, да не се консултирате со анализата и структурата за потребите и какви ќе бидат тие вработувања на мигрантите и бегалците. Од СДСМ пак обвинуваат дека опозицијата преку оваа говорница само се обидува да креира вештачка криза и да ја загрее ксенофобијата во земјава. Преку јавен повик на веб страната на Министерството за труд и социјална политика е објавена стратегијата со цел да се слушне мислењето на сите страни, сите актери, сите чинители во општеството кои што имаат интерес да учествуваат во незината изработка. А од оваа говорница беше кажана лага дека е тоа направено на нетранспарентен начин. Очигледно, сегашната опозиција, која тогаш беше власт, кога се носеше првата стратегија, 2008-2015 година, почитувани граѓани, ова е стратегијата од 2008-2015 година, а која се однесува за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија. Ова е пети ден како претениците не можат да постигнат согласност околу овие документи. Досега загриженоста околу стратегијата ја искажаа и градоначалниците на неколку градови, но и представници од невладиниот сектор. И покрај поднесената интерпелација, министерката Царовска се уште не се појавила на јавната расправа, каде што треба да даде одговор на спорните прашања кои ги наметна контроверзната стратегија. Доколку се усвои овој документ, за бегалците и мигрантите ќе бидат обезбедени најмалку 100 згради. 2 години нема да плаќаат сметки и кирја. Нивните деца ќе имаат бесплатно основно и средно образование. А при доаѓањето во земјава, бегалците нема да мора да доставуваат документација од која земја доаѓаат. А кога веќе ќе бидат македонски државјани, ќе можат да ги повлечат и членовите на својата фамилија со нив.